Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом предупреди дека пандемијата со коронавирусот не е последна пандемија и дека државите треба да инвестираат во јавното здравство за да бидат подготвени за идните здравствени кризи. Историјата не учи дека ова нема да биде последна пандемија, а епидемиите се факт во животот, рече Тедрос во видеото по повод првиот меѓународен ден на подготвеност за епидемијата. Лидерот на СЗО додаде дека поголеми инвестиции во јавното здравство со поддршка на владите и општеството може да осигураат дека нашите деца и нивните деца ќе наследат побезбеден, поотпорен и одржлив свет. Тој додаде дека коронавирусот го свртал светот наопаку во текот на изминатата година и оставил големи последици за економијата и целото општество. Властите во Онтарио соопштија дека во канадската покрајина се потврдени 2 случаи на новиот вид на COVID-19 откриен во Велика Британија. Новиот вид на COVID-19 е потврден кај брачна двојка во јужниот дел на Онтарио. Тие не патувале ниту пак биле изложени на вирусот и на ризични контакти. Новиот вид на COVID-19 во Канада е потврден откако во Онтарио стапија на сила карантинските мерки. Јапонија одлучи да воведе привремена забрана за влез во земјата за граѓани од сите земји и региони, освен за локалното население, странците со долгорочна виза со постојан престој во земјата. Мерките ќе бидат на сила од денеска до крајот на јануари, а во соопштението на јапонската влада се наведува дека се воведуваат нови мерки поради откривањето на новиот вид на коронавирус во неколку земји. Сите граѓани на Јапонија кои ќе се вратат во својата татковина од земји каде што е потврден новиот вид на коронавирус ќе мора да покажат негативен тест не постар од 3 дена од моментот на пристигнување.